Ископајте стар дол како треба и измислете го. Молчете за него со години, набијте му камата, удрете по фирмата. И ако тоа не помине, на крајот удрете лично по вработените. Ова е рецептот со кој Управата за јавни приходи се реши да се пресмета со Алфа телевизија, единствениот критички медиум во македонскиот етер. Случај кој според адвокатите представува правен преседан и невидена небулоза. Просто невозможно е да имаме овакво решение за задолжување, кое што нели можеле да го оцениме како незаконито и право. Би сакале да веруваме дека ова е техничка грешка сторена од страна на органот. Значи станува збор за наводен долг од околу 200.000 евра во кој се пресметани и огромни камати. Симптоматично е што наводниот долг датира од предречиси 10 години, односно од 2013 година, но Управата за јавни приходи го активира случајот откако телевизија Алфа стана трн во окото на власта. Не им успеа да ја осакатат Алфа Скоп, фирма мајка на телевизијата, па удираат по незиниот актуелен управител. Бараат тој лично собствен джеб да издвои речиси 200.000 евра, односно да ги плати парите иако е назначен на функцијата во 2016 година. 3 години откако настанал наводниот долг, за кој се води судски процес кој не е ни завршен. Иако сето ова според адвокатскиот тим представува правен преседан и небулоза, од Управата за јавни приходи тврдат дека работеле според закон. Управата за јавни приходи целосно ги отфрла сите шпекулации и инсинуации за било какво политичко влијание во предметот Алфа Скоп. Согласно законските овластувања од Законот за даночна постапка, Управата за јавни приходи презема мерки и действија кон сите даночни обврзници кои имаат доспеан неплатен даночен долг по било кој основ. Согласно Законот, Управата за јавни приходи спроведува присилна наплата на сите средства и приходи на должникот, како и утврдување на даночна гаранција. Инаку Алфа е единствената телевизија која веќе подолго време се соочува со притисоци од повеќе институции. Телевизијата речиси секој ден е домаќин на различни инспектори, истражители и обвинители. И покрај сите проверки и чешлање на документацијата со години, досега не успеа да најдат ништо неправилно и незаконско. Сепак ваквите контроли и притисоци влијаат на тековното работење на медиумот, кој е единствениот кој отворено ги критикува политиките на актуелната власт.